Добре дојдовте. Денес ке зборуваме за нешто што го правиме постојано, а ретко размислуваме за тоа. Како всушност го перцепираме светот околу нас. Ова не е само приказна за тоа како гледаме, туку како нашиот мозок секој момент активно ја создава, ја конструира реалноста што ја доживуваме. Па, ајде да почнеме со едно интересно прашање. Сите сме слушнале старата изрека: да се види е да се верува. Ама дали е тоа навистина секогаш така? Дали оно што го гледаме е објективната, чиста вистина? Ајде да ги погледнеме овие две линии, која изгледа подолга. Веројатно повеќето би се согласиле дека е долната. Епа вестината е, тие се со апсолутно иста должина. Ова е совршен пример како нашиот мозок може да биде, да кажеме, надмудрен, и тоа докажува дека перцепцијата е многу повеќе од само пасивно примање на информации. Значи, ако има еден клучен збор што треба да го запомниме денес, тоа е зборот активен. Нашите мозоци не се некакви пасивни камери што само снимаат што се случува пред нас. Не, тие се неверојатно мокни процесори. Ги земаат сите тие сурови податоци од нашите сетила и, врз основа на некои вградени правила и минати искуства, ги обликуваат во една кохерентна, смислена слика на светот. Па добро, како точно функционира целиот овој процес? За да го разбереме, ќе го следиме патувањето на една визуелна информација, буквално од моментот кога светлината ќе влезе во окото, па се до мигот кога таа конечно добива некакво значење длабоко во нашиот мозок. Се почнува со светлината. Таа се одбива од предметите и влегува во нашите очи. Таму, во задниот дел на окото, мрежницата или ретината ја претвора таа светлосна енергија во ситни електрични импулси. Овие импулси потоа патуваат по оптичкиот нерв се до визуелниот кортекс во мозокот. И токму тука, во мозокот, се случува вистинската магија, обработката и толкувањето. Сега, мозокот не ги прима сите овие сигнали на хаотичен начин. Напротив, тој има еден вроден, вграден сет на правила за да внесе ред во целиот тој визуелен хаос. Овие правила му помагаат неверојатно брзо да ги организира информациите во препознатливи шеми и објекти. Оваа идеја всушност е во срцето на нешто што го нарекуваме гешталт психологија. Тоа е пристап кој нагласува дека нашиот мозок е некако програмиран да гледа целини, да гледа структури. Наместо да гледаме само збир на одделни точки и линии, мозокот активно ги организира за да создаде нешто што има смисла. Ајде сега да разгледаме неколку од овие паметни кратенки што мозокот ги користи секојдневно, без воопшто да сме свесни за тоа. Ќе стане јасно колку интуитивно и автоматски се случува сето тоа. Првата и можеби најважна задача на мозокот е да одлучи што е главниот објект, а што е само позадина. Ова фундаментално правило, познато како фигура позадина, ни помага веднаш, во дел од секунда, да го фокусираме вниманието и да го структурираме тоа што го гледаме. Потоа, го имаме принципот на близина. Кога предметите се блиско еден до друг, нашиот мозок автоматски претпоставува дека тие некако припаѓаат заедно, дека формираат група. Толку едноставно, а сепак е неверојатно мокен организацијски принцип што го користиме постојано. Исто така, нашиот мозок, па тој просто обожава континуитет. Тој предпочита да гледа поврзани, непрекинати форми, наместо испрекинати делови. Дури и кога некои линии се вкрштуваат, погледот природно ги следи како да се една целина, создавајќи го најмазниот, најлогичниот можен пат. И конечно, тука е мокта на затворањето. Ова совршено покажува колку нашиот мозок ја сака комплетноста. Ако некој објект е нецелосен, ние не гледаме само збир на делови. Нашиот ум автоматски, инстинктивно, ги пополнува празнините за да видиме позната и целосна форма. Добро, овие правила на мозокот се прилично универзални. Но, тука се поставува прашањето. Ако сите ги имаме истите основни алатки, зошто две лица можат да гледаат во истата работа, а да видат нешто сосема различно? Одговорот лежи во нашите лични филтри. Работата е што нашата перцепција никогаш не е чиста, никогаш не е 100% објективна. Таа е секогаш обоена од нашите психолошки состојби, како емоциите и мотивацијата, од нашата физиологија, како заморот или возраста, па дури од социјални фактори, како културата во која сме пораснале. Всушност, секој од нас гледа низ еден уникатен сет на леќи.
подготвени за еден мал експеримент што го покажува ова на дело. Ајде да ја погледнеме следнава слика и само да забележиме што е првото нешто што привлекува внимание. Некои може би веднаш ќе видат млада жена со поглед свртен настрана. Други пак може би гледаат постара жена со голем нос која гледа надолу. Интересно е што двете интерпретации се точни. Она што прво се гледа може да зависи од возраста, од очекувањата, па дури и од моменталното расположение. Ова совршено покажува како нашите внатрешни филтри ја обликуваат перцепцијата. Добро, сега кога видовме како перципираме, останува она клучното прашање зошто е сето ова воопшто важно? Како овие психолошки концепти влијаат на нашиот секојдневен живот, од нашата безбедност па се до нашите врски со другите? Одговорот е всушност многу едноставен. Перцепцијата е апсолутно се. Таа е нашиот систем за рано предупредување, тоа што ни овозможува да препознаеме опасност и да преживееме. Таа е и основата на емпатијата, ни помага да ги прочитаме емоциите на другите и да градиме односи. Буквално, секоја одлука што ја донесуваме се заснова на тоа како ја перципираме ситуацијата околу нас. И така, ако треба да повлечеме црта, ова е главната разлика што треба да се запомни. Постои светот каков што е, објективната реалност. И постои светот каков што ние го доживуваме, нашата субјективна перцепција. Разбирањето на овој јас е клучно не само за разбирање на самите себе, туку и за разбирање на другите. И за крај, еве едно прашање за размислување. Ако секој од нас конструира своја уникатна реалност, може би следниот пат кога ќе се соочиме со некое несогласување, наместо да прашаме како него гледаш тоа, би можеле да прашаме помогни ми да видам што гледаш ти. Разбирањето на ова може навистина да го промени начинот на кој комуницираме. Ви благодарам што се придруживте во ова истражување.